Продолжуваме со нашиот разговор на одредени теми. За денешното представување посебно го обрнал внимание на проблем што го имам со сите пациенти, а тоа е прифаќање на дијагнозата или прифаќање на состојбата која што има детето. За родителите е тоа посебна травма, посебно ако се работи за некоја посериозна дијагноза и многу често имаме проблеми. Родителите одбиваат да ја прифатат дијагнозата или одбиваат да се запише дијагнозата, меѓутоа и одбиваат да се спроведат посебни третмани за минимизирање или за лекување на таа состојба. Нас ни е важно да имаме пристап до детето и да имаме пристап до методите за лекување на состојбата во која што се наоѓа детето, така да дијагнозата не би било нешто што е обавезно треба да го запишеме, меѓутоа нашиот систем има развиено посебни програми за деца со посебни потреби, за деца со церебрална парализа, за деца со аутизам, за деца со застој во одредени области, така да ако не ја поставиме дијагнозата, нема да може да ги користат правата кои што ги имаат и методите кои што ги има одобрено во државата за овие деца. Кај децата со церебрална парализа, тоа е поголема примена на стимулативна физикална терапија, примена на ортопедски помагала, примена на оперативни зафати за нормализирање на состојбата кај потешките состојби, а кај децата со аутизам е можноста за соодветна интеграција, за посетување на настава, за индивидуален образовен програм и за користење на помош од личен асистент. Сите се тие работи кои што ни помогаат да совладаме состојбата и да животот на детето го направиме многу поквалитетен. Исто со овие двете состојби што ги набројавме, кој ќе се постави дијагнозата, кој ќе помине категоризацијата, имаат право на парична помош, кое што е малку спрема она што го вложуваат родителите за лекување на своето дете, меѓутоа е сепак капка кој што ќе им помогне да функционираат понормално.